Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание објавуваме. Зошто избираме пратеници и зошто постои собрание, ако што и кога ќе се изгласа, се договора на лидерски средби. Носењето на клучни политички одлуки од неформални институции зад затворени врати многу повеќе дава опис на авторитарен дух отколку на демократски дух. Доколку тие се одвиваат во собранието и во присуство на координаторите на пратеничките групи, ќе се придонесе да се зајакне и да се унапреди натамошно интегритетот на таа институција. Кога Северна Македонија ќе ги почне преговорите со ЕУ? Одговорот е уште понеизвесен по вчерашните избори во Бугарија. Зошто јавно-приватно партнерство, кога акцизите во основа се работа на царината? Не знам зошто јас од каде ова нејаснотија која што евентуално би се појавила во јавност. Апсолутно сметам дека многу европски практики ги има тие. Зборувам за Европската унија. Но делегацијата на ЕУ велат дека не знаат за постоење јавно-приватно партнерство за ваква намена во држава членка. Во оваа лабораторија се врши невролошко истражување на реакциите на купувачите за потребите на која било компанија. Со помош на оваа алатка ние дознаваме дали, еве да речеме, некоја дел реклама или пакување, дали му се допаѓа на купувачот или не му се допаѓа. По најавата реклами па се враќаме со историите. Гледате 360 степени. Во ова издание ги анализираме последиците за земјава од вчерашните избори во Бугарија, наметнувањето на така наречените лидерски средби над собранието, како и намерата на владата да воспостави јавно-приватно партнерство за следење на нафтата и цигарите. Но на почеток за сосема една нова тема на глобално ниво на која се работи и во Македонија, што пак може да биде охрабрувачки сигнал дека во оваа земја има потенцијал и дека не сме провинција каква што изгледаме. Зоран Јовановски. Што ќе купиме, например во продавница, не одлучуваме свесно, туку подсвесно. Под влијание на илјадници реклами, постери, налепници, слогани, купувањето не е секогаш рационална, туку импулсивна одлука. Ова се начела на невромаркетингот, кој се занимава со подсвесните реакции на купувачот, поттикнати од одредена маркетинг порака. Невромаркетинг е иновативно поле на маркетингот, кој што користи напредна биометриска технологија и вештачка интелигенција, за да дојде до наводи поврзани со несвесното донесување на одлуки, поврзани со куповните навики на потрошувачите. Во оваа лабораторија се врши невролошко истражување на реакциите на купувачите за потребите на која било компанија. Во случајов, на пазарот треба да се лансира нов производ – пиперки со урда. Истражувањето се врши на одреден број испитаници, а ова е еден од нив. Прво, на главата му се поставува специјална капа на која се приклучуваат електроди. Тие ги мерат електричните импулси на мозокот предизвикани од емотивни реакции. Следува поставување опрема на едната дланка. Сензори се поставуваат на зглобот и на прстите. Тие со помош на електроспроводливоста на кожата го мерат интензитетот на емоциите кај испитаникот. Со помош на оваа алатка ние дознаваме дали некој, еве да речеме, некоја дел реклама или пакување, дали му се допаѓа на купувачот или не му се допаѓа. Погледот пак го следи уред што се нарекува Eye Tracker, поставен на мониторот од компјутерот. Дознаваме каде гледа испитаникот, дознаваме каде прво погледнува, каде последно, колку време се задржува на одредена содржина. Кога опремата е поставена, на мониторот на испитаникот му се прикажува соодветниот материјал. Во нашиот пример, тегли со пиперки со различна етикета, фотографии, видеоматеријал со музика. Опремата веќе добива сигнали за емоциите што се предизвикани кај испитаникот. На оваа лента, меѓу другото, се бележат чувствата на лутина и на радост. Точката што се движи во различни правци на екранот е погледот на испитаникот. Софтверот потоа прави така наречена топлотна мапа, на која се гледа што најмногу го привлекува окото. Ние користиме софтвер
кој што е способен да ги интегрира тие податоци и да ги визуализира на начин кој што ние можеме да ги прочитаме и да ги пренесеме на клиентите. Тие резултати понатаму ние како аналитичари на трговските пазари ги разработуваме и со комбинација со други наоди доаѓаме до една маркетинг стратегија која што е презентирана пред клиентот. За да се дојде до конечните резултати, се комбинираат истражувања направени на репрезентативна бројка испитаници. Со конкретното истражување, Јасна Стојмировска Величков, која се образувала во Велика Британија, Данска и Холандија пред да основа оваа лабораторија, сака да избере соодветно пакување за новата линија производи на семејниот бизнис. Со поддршка од програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ на швајцарската амбасада, создаваат бренд кој се извезува, а првпат ќе биде пласиран и на домашниот пазар. За тоа да биде успешно, покрај лабораториското истражување се излегува и на терен, во супермаркет. Треба да се истражи на која полица и на која локација во маркетите е најдобро да биде нареден производот, за да биде повоочлив и попродаван. На испитаникот повторно ќе му се следат чувствата и погледот. Покрај електродите за мозочната активност, овој пат се користат и специјални очила за следење на секое движење на зеницата во окото. Можеме да му поставиме задача да оди до одредена категорија, да разгледа одредена категорија или да избере производ, да покаже некоја интерактивност со тој производ, а исто така може да биде и наблюдување на цена или да му се постави прашање конкретно да се избере одреден производ од одредена категорија. Сега испитаникот е на потек. Тргна меѓу рафтовите. Погледот навидум хаотично шета од производ на производ, но сето тоа се информации со кои се храни софтверот на лаптопот со кој е поврзана опремата. Потоа ние дознаваме колку време му е потребно на купувачот да го избере тој производ, колку време му е потребно да го најде, доколку на почетокот имало некои промотивни пораки, дали ги има купувачот забележано и дали истите имат влијание врз неговата одлука да го купи производот. Значи го следиме и тоа. Резултатите ќе се анализираат и ќе се одлучи каде ќе го наредат производот. Ако е веќе нареден, дали треба да се постави на друго место во маркетот. Невромаркетиншко истражување може да се направи и онлайн. Весна Кузмановиќ е еден од креаторите на таква онлайн платформа, која функционира на принципот направи сам. Платформата преку веб-камерата на компјутерот ги следи експресиите на лицето и погледот на испитаникот. На тој начин софтверот проценува дали тоа што го гледа му се допаѓа или не. Сите алгоритми и метрики кои што ги развивме ги правиме достапни на буквално на секој кој што ќе сака да стане или претплатник на оваа платформа. Компанија што сака да направи вакво истражување се регистрира на платформата. Избира број на испитаници што ја одредува цената на услугата, а избира и што ќе се истражува. Еден модул значи, например, дали само eye tracking сакате, дали сакате и препознавање на емоции. Потоа развиваме ние во моментов тестирање на virtual shopping, потоа IAT, тест на или мерење на време на реакција и така натаму. Внесувате наслов на истражувањето и стимул, фотографија, постер, видео или аудио материјал, интернет страница и слично. Вака комплетираната истражувачка задача како линк им се испраќа на испитаниците. Точките на очите го следат движењето на зениците, а точките на лицето експресиите, а со тоа емоциите. Ке видиме ние со одреден број на кликови кој е тој момент во кој што почнува да се јавуваат негативни емоции кај испитаниците. Значи дали е тоа почетоци на нервоза, дали е некакво нели она као дисгаст се јавува, односно нетрпение и така натаму. И секој ќе ги скомбинираме сите тие метрики, се добива практично колку сајтот е ефективен и пред се колку е user friendly. Кузмановиќ вели дека предноста е што платформата може да ја користи целиот свет, а испитаниците може да бидат од која било земја. Во исто време тие стимулуси да бидат изложени и на испитаник од Македонија, и на испитаник од, Русија, испитаник од Бразил, од Америка и така натаму. И процесот на собирање на податоци може практично да трае за 24 сата да се соберат, испитаници или големина некој на пример околу 10.000 испитаника. Таму е нашата сила. Кузмановиќ, која дипломирала во Англија и докторирала во Србија, започнува да ја развива Импала во 2017 година,
во соработка со Македонската академија на науките и уметностите. На развојот на оваа платформа работи и Тамара Димитрова, која истражува информатички технологии. Според неа, невромаркетингот не е наменет само за комерцијални компании при развој на производи и услуги, туку и за многу други организации. На крај на ден, секоја институција во оваа држава може да го користи ова нешто како алатка, затоа што ако сметаат да работат на некаква политика која што ќе донесе конкретни мерки, треба да знаат дали тоа им е битно или не им е битно на луѓето, што мислат луѓето за тоа или зависи каков е процесот кој што и го замислуваат. Развојот на невромаркетингот во земјава е поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој. Со 460.000 евра се финансирани вкупно 7 компании кои работат во сферата на невромаркетингот и вештачката интелигенција. Мораме да сватиме дека ако сакаме да бидеме компетитивни на глобалниот пазар, мораме да почнеме да имплементираме глобални трендови. Во моментов преку портфолиото на предизвици работиме и на предизвик специфичен за вештачка интелигенција, така да континуирано ќе продолжиме да инвестираме во нови технологии, во нови концепти, бидејќи ако сакаме да бидеме компетитивни, особено сега во новата пост-ковид економија, мораме да ги внесеме овие концепти во нашата работа. Има многу успешни примери на употреба на невромаркетингот во светот. Американска интернет страница за вдомување домашни миленици, благодарение на невромаркетиншка анализа, ја зголемила посетеноста на страницата, а со тоа и бројот на потенцијални посвојувачи на миленици за 133%. Со следење на мозочната активност и на погледот кај испитаниците додека гледале рекламно видео за страницата, се утврдило дека кога во ист кадар се кучето, контактот од компанијата и нејзиното лого, елементите се борат за вниманието на публиката, при што контактот останува речиси незабележан. Затоа предложиле реорганизирање. Контактот и логото да се појават на екранот без звездата на видеото, кучето. Немајќи што да му го одвлекува вниманието, гледачот го запаметува испишаниот текст. Потенцијалот на ова нешто како решение е голем. Значи, колку ние ќе го искористиме тој потенцијал, како и во сите други научни дисциплини, така и тука, значи, останува да видиме. Кога Северна Македонија ќе ги почне преговорите со ЕУ? Одговорот е уште понеизвесен по вчерашните избори во Бугарија. It is probable that these unresolved issues between Sofia and Skopje will remain in place for some time. Зошто јавно-приватно партнерство, кога акцизите во основа се работа на царината? Не знам зошто јас од каде ова нејаснотија која што евентуално би се појавила во јавност. Апсолутно сметам дека многу европски практики ги има тие. Зборувам за Европската унија. Но делегацијата на ЕУ велат дека не знаат за постоење јавно-приватно партнерство за ваква намена во држава членка. Продолжуваме. Минато неделната средба на Зоран Заев и Христијан Мицковски уште еднаш ја демонстрираше надмоќноста на лидерите на партиите во македонскиот политички систем. Сосема спротивно на уставно воспоставените и општо прифатени демократски принципи се потврди подредената улога на пратениците и собранието, иако граѓаните на избори токму ним им го предаваат својот суверенитет. Експертите по политички систем со кои разговараше Галена Николовска-Ризвановиќ сепак наоѓаат и позитивни елементи во така наречените лидерски средби, како например дека тие сега се одржуваат без меѓународно посредништво. Ако тоа не е скриено, се разбира. Предложениот дневен ред го ставам на гласање, повикам да гласаме. Собранието во петокот вечер, како на брза лента, прво го одложи пописот и го прецизира гласањето со отпечаток од прст на локалните избори, а потоа донесе уште 16 закони и уште неколку во прво читање. Но деблокадата на парламентот не дојде по волја и диалог на пратениците, туку по средба на двајца лидери на политички партии. Делот кој што го договоривме за одблокирањето на собранието е исто така многу важен. Верувам дека во периодот кој што предстои навистина ќе имаме покомфортна атмосфера, секој вршејќи се својата улога во општеството, но пред се со одговорност да законодавниот дом биде одблокиран и повеќе да не се случуваат вакви блокади. Тоа што во моментот е закочено во процедурите во парламентот, се согласивме дека треба да биде откочено.
Негодувањето на председателот на собранието беше попусто. Сега крчма без крчмар кога се прави, така ќе дојдеме во цајтнот. Зошто избираме пратеници? Зошто постои собрание? Ако што и кога ќе се изгласа, се договора на лидерски средби. Пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Оваа одредба, запишана во член 62 од Уставот, не значи ништо во пракса, покажаа настаните во и околу парламентот во последните неколку месеци. За доцентот по уставно право и политички систем Марко Картолица, лидерските средби се во функција на решавање политички кризи, што на краток рок дава резултати, но на долг рок нанесува штета на демократскиот развој на политичкиот систем. Податокот дека одлуките ни се носат од страна на неформални институции, наместо формални политички институции кои што сме ги избрале демократски и од кои очекуваме да бидат центарот на креирање на политиките, одлуките и законите, е веројатно сликовит приказ за граѓаните дека во ова општество немаме владење на право, немаме владење на институции, туку многу повеќе владење на поединци, односно политички лидери. Позитивно според Картолица е што има тренд на намалување на посредништвото на меѓународниот фактор, но одржувањето лидерски средби е порака до институциите дека не треба да се трудат да функционираат професионално, зашто на крајот одлуките доаѓаат од други центри на моќ. Носењето на клучни политички одлуки од неформални институции зад затворени врати, тајно и нетранспарентно, од мала бројка на луѓе, политички лидери на неколку политички партии, многу повеќе дава опис на авторитарен дух, отколку на демократски дух. Многу повеќе, веројатно, дава опис на нефункционална држава, на поделена држава, па дури и на пропадната држава, наместо на функционална, нормална и досадна демократска држава. И за колегата на Картолица, професорот Александар Спасиновски, кој е поранешен пратеник, лидерските средби се изместување на тежиштето на политичкото одлучување надвор од институциите, што го смета за знак на слабост на конкретната институција, во овој случај собранието. Не ускратувајќи го правото на политичките лидери да разговараат и да носат решенија со кои што ќе се унапредат процесите во оваа држава, сметам дека политичките лидери треба да внимаваат на две нешта. Прво, во однос на јавноста и на начинот на кој што се одвиваат таквите лидерски средби, и второ, треба да внимаваат во однос на местото и составот на самите лидерски средби, бидејќи на тој начин, доколку тие се одвиваат во собранието и во присуство на координаторите на пратеничките групи, на тој начин ќе се придонесе да се зајакне и да се унапреди натамошно интегритетот на таа институција. Надвор од професорските кабинети, дел од правниците во улога на пратеници имаат друго мислење за лидерските средби. Некои ги оправдуваат како повисока цел за доброто на граѓаните, а други дека се стимул и дополнување на политичкиот диалог што се одвива во собранието. Пратеничката од СДСМ Снежана Калеска-Ванчева вели дека најголем дел од отворените прашања се пеглаат на редовните координации кај председателот на парламентот, но и дека лидерските средби како последната се добре дојдени. Едното не може да го субституира другото. Лидерските средби имаат сосема друга димензија и сосема друга потреба, и тоа е најчесто кога навистина доаѓа до ситуација каде што имаме драстично поларизирани политички ставови. И тогаш се тие и пожелни да имаат лидерски средби, не за да го заменат собранието, туку за да се изгради, да се види дали може да има доближување од политички аспект за одредено прашање кое што навистина до толку ги поларизира страните. За Тимчо Муцунски, пратеник од ВМРО ДПМН и доцент по римско право, толкувањето на последната лидерска средба како неинституционална не е најсоодветно, бидејќи веќе имало преговори во рамки на собранието кои се уште траат за дел од отворените прашања. Факт е дека во Македонија се има создадена, јас би рекол, поистакната пракса во минатото, посебно во тој период, ако се кејате на преговарање во пржина, на деинституционално преговарање. Значи, правење на политички договори надвор од институциите и наметнување на решенија во собранието. Тука, во овој случај, има една суштинска разлика. Некогаш, доколку и лидерите на партиите можат да помогнат да го фасилитираат тој диалог,
не е на одмет, но секако без да се делегитимира собранието. И мислам дека овој пат имаше сериозна внимателност во таа насока и на крај се дојде до едно разумно решение, посебно поврзано со пописот и со изборниот законник, односно имплементирањето конечно на фингерпринтот над самиот чин на гласање, а што се однесува до другите отворени прашања, повторно ќе напоменам, диалогот ќе се случува во рамките на собранието. Делумно успешно решение за да се спречи поголема политичка криза е оценката на пратеникот од Левица и доцент по право Димитар Апасиев за последниот политички договор од средбата Заев Мицкоски. Тој инаку е против вонинституционални преговори. Ние имаме теза дека тие лидерски средби се легитимни доколку се прво во институциите и второ без присуство на странци. Овие услови ги исполнуваше оваа лидерска средба, така што не е проблематично тој аспект, бидејќи ние во минатото сме имале и тајни консултации на Маврово, на викендици, по приватни објекти и така натаму договори кои го делегитимираат институционално поставениот уставен систем. Ова не беше таква и ако гледате по исходот, делумно ја разреши кризата, иако според мене само ја долговлечи, бидејќи со истиот закон за попис ние повторно ќе имаме проблем во септември. За Апасиев е оправдан и форматот на средбата, само со представници на партии од Македонскиот блок, толкувајќи го како пандан на така наречената тиранска платформа. А токму таквиот формат пак е најголем проблем за опозицијските партии од албанскиот блок. Лидерските се оправдани само ако се во мултиетнички состав и со представници на повеќе парламентарни партии, смета координаторот на пратеничката група на Алтернатива и Алијанса за албанците. Ky është edhe problemi real. Nuk mund ta nashkalojnë gjithë deputetët të mos japin mendimin e tyre për çdo çështje, pasi që deputetët janë ata që e votuan propozim ligjin për regjistrim dhe deputetët e mbajnë përgjegjësinë e rezultatit të regjistrimit apo dështimit të tyre në kuadrin ligjvënës të kuvendit. Prandaj çdo vendimarrje politike pa konsultim paraprak edhe me udhëhecit politik të deputetëve që janë në kuvend është në kundërshtim me vlerat demokratike të vendit. А што мислат граѓаните на оваа тема? Во неодамнешната анкета на Институтот за демократија прашани да се изјаснат за ставот дека политичките кризи треба да се решаваат во собранието, а не на лидерски средби. 47% рекле дека целосно се согласуваат, а 27% делумно. Со констатацијата дека пратениците се целосно зависни од волјата на лидерите на партиите, пак целосно се согласуваат дури 60% од граѓаните. По вчерашните избори во Бугарија, професорот на Универзитетот во Грац и член на Советодавната група за Балканот до Европа Флоријан Бибер коментираше: ниту еден од оние што решија да го блокираат почетокот на преговорите на Северна Македонија со ЕУ не успеа да профитира од тој ефтин национализам. Време е да се тргне напред. Завршен цитат. Бибер е во право дека ефтиниот антимакедонски национализам не донесе резултат пред се за ВМРО на Красимир Каракачанов, но фрагментираниот бугарски парламент не дава надеж за брзо формирање влада, особено на влада од која би можел да се очекува попрагматичен однос кон македонското прашање. Повеќе од Владимир Мирчевски. Малку надежи за брзо формирање влада донесоа вчерашните парламентарни избори во Бугарија, што ги сведува на теорија можностите за брза деблокада на евроинтеграцијскиот процес на Македонија. Традиционалниот политички естаблишмент загуби, а добија така наречените протестни партии кои застанаа за демонстрациите против долгогодишното владење на Бојко Борисов. Неговиот ГЕРБ е формален победник, но со слаб капацитет да стигне до мнозинство во парламентот. И првите пораки од изненадувањето на изборите, шоуменот Слави Трифонов и неговото "Има таков народ" се дека не би брзале во влада. There is this scenario of coalition led by the now ruling party GERB of the Prime Minister Boyko Borisov. This scenario is becoming less likely due to the low support for the nationalist party VMRO, and it will not, as of now, it will probably not enter the parliament, as I said. Another support that might come for GERB is from the Movement for Rights and Freedom, but its result is again lower than the traditional it gets. If it materializes, it is important to point that
it can spark societal dissatisfaction and further loss of trust into institutions. Има многу лесни математики ако се концентрираме само на бројките, меѓутоа ако ги гледаме политичките програми, ставовите искажани и така натака, ќе биде многу тешко. А ако знаеме во какви услови се одржува изборите со сите протести кои што се случуваа низ Бугарија, каква е позицијата на актуелниот премиер Борисов во новиот состав на парламентот, мислам дека ќе биде многу потешко да се направи влада. Expert technocratic government. Just to give you an example, there is such technocratic government currently in Italy led by Mario Draghi. But such a government would be limited in time and in its tasks to be fulfilled. It will basically have to take urgent decisions on urgent matters and to resolve pending challenges, currently being the pandemic crisis. За Борисов тоа воопшто не е туѓо. Напротив, го има направено во неколку наврати во минатото. Се има повлечено извесен период за после тоа да направи добар резултат на изборите. Веројатно тоа и е надежта која што ја има за некаков добар изборен резултат. Third scenario, which would be a coalition around the protest parties. This will depend on the actions of the second largest party. There is such a people, is they're receiving the support of around 18-19% of the voters. So still, it is still unclear whether the protest parties, there is such a people, Democratic Bulgaria and Stand Up Mafia Out, this political formation of the former ombudsman Maya Manova that I mentioned, it's still unclear whether they will gather 120 plus 1 seats in the new government, which is the number of seats necessary to form a majority government in the 240-seat National Assembly. In case this coalition is formed, it will have to receive support by some of the other parties. It is probable that such support may come from the Bulgarian Socialist Party, which means support also by the president. Експертска влада со временски програмски ограничен мандат најверојатно ќе значи дека тешките политички прашања како оние со Северна Македонија ќе бидат ставени на стендбај. Тоа повлекува ново одлагање на и онака одложениот старт на пристапните преговори на Северна Македонија со Европската Унија. Опцијата Борисов да ја задржи власта е можеби добра од аспект на односите Софија-Скопје, но таа засега е малку веројатна. Непознаница е што би значило за Македонија ако Слави Трифонов и неговото популистичко движење успее да формира влада. But given the fragility of the political landscape in Bulgaria that I described not only now but throughout the past year, it is probable that these unresolved issues between Sofia and Skopje will remain in place for some time. The position of some of the protest parties on these issues is kind of uncertain, but we should not forget that the position of the Bulgarian government was supported by many of the political formations. And as I said, if we have a broad coalition around the protest parties, a lot of compromises will have to be made. Не треба да очекуваме, не знам колку многу поместувања во однос на македонското прашање или пак на односите со нашата држава. Во предизборниот период сите политички групации беа исклучително остри на ова прашање. Вчера, ако не се лажам, повторно го споделија статусот на Слави Трифонов за нашата држава и за односите со нашата држава. Ми се чини дека нема да биде едноставно. Единствената надеж која што би требало да ја имаме како граѓани на државава
е да се надеваме во некое чудо кое што веројатно многу потешко ќе се случи. Very important factor will be the upcoming presidential elections in Bulgaria, which are scheduled for the fall of 2021. As we saw, the president played an important role in these issues between Sofia and Skopje. So I would say that the most important question with regards to the bilateral outstanding issues would be whether the president will change his position on the issue. And just to remind that the current president, Rumen Radev, is eligible for re-election. Следуваат комплицирани и неизвестни преговори за тоа како ќе изгледа идната влада во Бугарија. Не се исклучуваат ниту нови брзи избори. Едно е сосема сигурно. Македонија од денеска не влезе во нова динамика на односите со Бугарија, како што пред 2 дена најавуваше шефот на дипломатијата. Прашање е дали тоа ќе биде воопшто можно во блиска иднина. Оптимизам е потребен, но реализам главно ги движи меѓународните односи. Ако партијата има конзистентен став и спаѓа во групата која навива за вакцини, тогаш би требало барем да се огради од оние во врвот на сопствените редови, кои изгледа и припаѓаат на антиваксерската фан група. Вакцина која не дава антитела, па потребно е втора ревакцина после 28 дена, па потребно уште 15 дена да се чекаат, со самото тоа веќе не е вакцина. Саботажа. Во делегацијата на Европската Унија во Скопје не знаат за постоење на јавно-приватно партнерство за track and trace или следење и трагање на акцизните стоки во некоја членка на Унијата, какво што сака да воспостави македонската влада. Задршки има и бизнис заедницата, зашто 17,5 милиони евра, колку што би чинело јавно-приватното партнерство, би биле на нејзин грб. Петар Клинчарски за развојот на настаните поврзани со оваа иницијатива на владата. Ова е царинското складиште за нафтени деривати во Скопје. Низ овие хангари мора да помине секоја цистерна со нафта увезена од странство пред горивото да заврши во продажба. Целата контрола на процесот ја има царинската управа. Се прати квалитетот на гориво 24 сати. Значи има радарски системи внатре кои што мерат на 4-5 нивоа. Значи било каква, до сега фала Богу не појавиле, било какво несоодветно гориво, одма алармира да се види што е. Еве, се појавува цистерната, таа се дава налог колку е како и она цело време се прати и визуелно тука што се утовара, како се утовара. Значи не може литро да излезе без да се евидентира. Акцизните добра, во кои освен нафтата влегуваат и тутунот, алкохолот и автомобилите, не се мала работа, бидејќи од нив се полнат околу 11% од буџетот. Во последните 5 години, најмногу пари од акцизи се собрани во 2019 година 424,9 милиони евра, а најмалку во 2016 година 361,8 милиони евра. Но владата се потврсто гази по патот кој подразбира промена на начинот на кој се следат нафтата и цигарите. Наместо само царината, улога во процесот ќе има и приватен партнер преку јавно-приватно партнерство. Доскоро тоа беше идеја, а сега веќе почнува да се операционализира. Зошто јавно-приватно партнерство, кога акцизите во основа се работа на царината? Ги нема тие алатки кои што дополнително треба да се направат. Царината ги нема во дел. Царината оние алатки кои што ги има, во моментот ги применува. Заради тоа се прави дополнително јавното приватно партнерство. Многу држави има кои што работат на овие системи, не знам зошто јас од каде ова нејаснотија која што евентуално би се појавила во јавност. Апсолутно сметам дека многу европски практики ги има тие. Зборувам за Европската Унија. Системот за кој зборува Сугаревски и за кој се бара приватен партнер се нарекува track and trace, односно следење и трагање. Кога се во прашање цигарите, целта е преку посебна бандерола и софтвер да се следи секоја кутија, од излез од склад до краен потрошувач. Слично ќе биде и кај нафтата, со тоа што наместо со бандероли, таа ќе се бележи со хемиски маркери. Но за разлика од директорот на царината, од делегацијата на ЕУ во Скопје велат не знаат за држава членка на Унијата во која функционира јавно-приватно партнерство во оваа сфера.
Од делегацијата на ЕУ ни рекоа дека земјите потписнички на протоколот за елиминација на нелегална трговија со производи од тутун на СЗО се обврзани да воспостават систем за евиденција и следење до 2023 година. Северна Македонија го има подпишано протоколот од 2014, но тој се уште не е ратификуван. Исто така, велат дека намената на системот Track and Trace не е да врши наплата на данок на акцизните стоки, зашто земјава веќе има воспоставено систем за наплата на акцизи, што го управува Царинската управа. Главната порака на ЕУ е следната. Системот за евиденција и следење на производи од тутун е имплементиран во сите земји членки на Европската Унија од 2019 година и вклучува јавни и приватни оператори. При тоа државата го назначува операторот што ќе ја врши функцијата на издавање на национални документи за идентификација. Давачите на услуги за складирање на информациите се ангажирани со посебни договори, што значи дека овие две функции, издавање на документи за идентификација и складирање на информации, се разделени. Немаме информации за постоечко јавно-приватно партнерство за оваа намена. Од владиниот секретаријат за европски прашања потврдуваат дека пред да се пристапи кон воведување Track and Trace, неопходно е да се ратификува протоколот, но и да се изменат законските и подзаконските акти заради усогласување со европското законодавство. Во Европската Унија нема унифициран пристап кога станува збор за ентитетите што имаат надлежност врз системот за следење Track and Trace, државни институции и приватни компании. Европската комисија како гарант на договорите, меѓутоа инсистира дека тие треба да бидат целосно контролирани од државна институција, а процесот на нивен избор треба да ги почитува утврдените критериуми и технички стандарди. Треба да се следат објавените насоки на Европската комисија, а особено во делот на компатибилноста на компонентите на системот за следливост со можност за интероперабилност со соодветните системи на земјите членки на Европската Унија и пошироко. За директорот на царината пак, важно е дека новиот систем може да ја зголеми наплатата на акцизи. Апсолутно станува за борба за корупција која што ја имаме во континуитет. Таа борба со корупција не може со еден закон или со една акција или со да заврши. Само ова ќе служи како дополнителна алатка во споставен систем на пронаоѓање на тој дел. Очекуваните приходи се преку 200 милиони на овој дел и да бидеме најасни, делот на маркирање и делот. Новиот систем за следење на акцизни добра, како што е замислен, нема да дојде за џабе. Ке чини 17,5 милиони евра, бидејќи и приватниот партнер ќе има трошоци за воспоставување и одржување. Сугаревски вели дека тие пари нема да се одвојат од буџетот. Ова не му се допаѓа на бизнисот, бидејќи сметката ќе стигне кај нив. Преку Стопанската комора и порачаа на владата да биде многу внимателна и да ги согледа укажувањата на компаниите, кои велат дека е потребна нова физибилити студија и компаративна анализа за функционирањето на овие системи во ЕУ. Засегнатите компании укажа и на тоа дека се изложени на сериозни финансиски трошоци, кои што сега треба да се стават настрана и да се платат нови, за систем кој што е проблематичен во однос на директивите на Европската Унија. Физибилити студијата на која се базира предлогот на владата кој не му се допаѓа на бизнисот, не е на царината. Хронолошки, целата идеја почна во Генералниот секретаријат, кога со него раководеше Драги Рашковски. На 22 октомври 2019 година, Генералниот секретаријат објави оглас за изработка на физибилити студија за електронски систем за следење на акцизни добра. За сума од 47.000 евра, договорот е склучен со Таргет комуникации на 5 декември 2019 година. Една година подоцна, на 15 декември 2020, владата носи одлука за започнување на постапката. На 16 февруари 2021 година, владата на седница носи, како што го нарекува, најнов текст на одлуката за воспоставување на интегриран систем. Оваа одлука е објавена на 25 февруари во Службен весник. Ваквото јавно-приватно партнерство, дел од медиумите му го препишаа како проект на поранешниот генерален секретар на владата, Рашковски. Тврдењата се и дека кога идејата првпат стигнала во царината, институцијата била против. Владата на Република Северна Македонија е носител на оваа активност и не знам од каде е ова, меѓутоа знам дека, иако во меѓувреме јас сум поставен за директор, знам дека Царинската управа има позитивно мислење дадено со дел работи кои што се поврзани со делот на законските измени. Второстепен повторно има од кога почнато формирањето на работни групи, Царинската управа има повторно позитивно мислење дадено по оваа работа и не гледам јас каде би се јавил тој конфликт. Суштината е дека секогаш кога
нешто треба ново да се направи, се појавува сумнеш во јавноста. Знаете, времето на 2006 и 2016 покажа дека од се веројатно треба да се дува на јогуртот, меѓутоа оваа постапка ќе биде, сигурен сум, транспарентна. Нема потврда на информациите дека една од причините за смената на Ѓоко Танасовски од директорската функција во царината било токму неговото несогласување со идејата за јавно-приватно партнерство. Сепак, пред да се избере приватниот партнер, има уште многу работа. Се разбира, под услов владата да опстои на идејата и покрај забелешките од ЕУ и од бизнис заедницата. Уште една пауза за реклами, па саботажа. Не е невообичаено да се има различен став, но во ситуација кога партијата протестира за нивното отсуство, изгледа прилично чудно. Еден од нивните фронтмени да ја инфицира таа изгледа само политичка битка. Значи, реално таков проект на вакцинирање на целото население и во светски рамки, мислам ја дека е несериозен, не е само навивачки, ајде сега да се вакцинираме и ќе завршиме со пандемијата. Ако партијата има конзистентен став и спаѓа во групата која навива за вакцини, тогаш би требало барем да се огради од оние во врвот на собствените редови, кои изгледа и припаѓаат на антиваксерската фан група. Вакцина која не дава антитела, па потребно е втора ревакцина после 28 дена, па потребно уште 15 дена да се чекаат, со самото тоа веќе не е вакцина. Отворениот сомнеж во квалитетот не е единствената позиција според која партиските се разликуваат од личните позиции. Ако се имаат предвид податоците со кои располагаат, партиските функционери изгледа дека балоните со вода не биле наменети да се испере срамот од Министерството за здравство, туку да му се исчисти непотребно изалканиот образ. Мислам дека беше 10,9 да речеме на 1000 смртноста 2020, 10,8 беше 2019, значи скоро исто е, така да видим и 2021 предвидувањата се воопшто дека нема, значи не се работи за толку страшна смртоносна болест од која се изблокиравме комплетно. Иако е проблем тоа што нашата држава е заглавена практично без ништо, како свети не се земаат предвид ниту недобрите примери кои за разлика од постојаното политичко акцентирање во позитивна конотација, во духот на демократијата, партиските имунолози ги третираат како недостоен, тоталитарен вирус. Гледаме веќе во Израел и во одредени држави нели се прават сега концерти за вакцинирани или плажи за вакцинирани. Тоа е веќе дискриминација. Се разбира, освен овој тип на обесправеност и ограничување на човековите права, вистинска мага предизвикува можното непочитување на правата на работниците. Впечаток е дека партиската здравствена еминенција влегува во трка и за синдикален лидер. Ако земеме дека тоа се прилика, не знам, 1,5 милиони луѓе по 2 дози, тоа се 3 милиони, па ако треба и 2 пати годишно, тоа се 6 милиони луѓе треба да се вакцинираат. Замислите сега вие 6 милиони луѓе во 200 дена треба или во годината 250 работни дена, колку би дошле тоа секој ден, значи ние во Македонија не треба ништо друго да работиме, освен да се вакцинираме. И на крајот, за барем малку да се намали таа бројка, се дава личен пример. Еве за крај би ве прашала, ќе се вакцинирате ли вие? Не. Вакцинирањето е доброволно. Членувањето во првиот тим на опозицијата која атакува на државна функција одлука на нивниот лидер, ама на крајот граѓаните го прават својот избор. Тие ценат кој има антитела и кој толеранција кон нискиот праг на заштита од можните вируси. Тие сепак само си го бараат лекот. Ве поздравувам на крајот на уште едно издание на 360 степени. Следното е редовно в петок од 22 часот. Пријатно!